Кривична пријава против мене, Игор Дурловски и Борис. Сега, интернет петиција во ред. Ако малку ја отворив групава да ја пролистам и гледам каква содржина објавувала до сега, станува збор за една од оние така наречени невладини на СДСМ и СОРОС. Односно, организација која што во моментов служи како параван, позади неја се скријат веројатно одредени структури од опозицијата. Зошто пуштаат таква си анонимна невладина да се обиде да врши притисок? Затоа што да има случај против нас, да имавме ние некој дело, СДСМ ќе поднесеше кривична пријава. Меѓутоа знаат дека нема дело, попуштаат вакви анонимни интернет иницијатива и тие се нарекуваат критична маса, да се обиде да врши притисок врз нас. Да се вознемириме затоа што направиле интернет петиција. Борис се вознемире, неве, само што ми кажа. Во друго нив, многу им пречи што ние продолжуваме со протести, со активности, што им кажавме дека нема запирање. А знаете зошто им пречи, така? Бидејќи им е мачкан рутерот. Ке дојдеме пак до нив. Денес прочитав исто нешто што го кажа нашиот драг председател Ѓорги Иванов, тоест го изјавиле од неговиот кабинет. Вели вака: Иванов очекувал Заев да го исполни јавно кажаниот збор дека со тиранската коалиција ќе биле обезбедени гаранции за зајакнување на унитарноста на државата. Да ве потсетам за оние кои можеби заборавиле, Зоран Заев е човек кој кога оди во Берн пред албанската дијаспора им вика дека Охридскиот рамковен договор тоа е само обичен договор и е само рамка. Рамка поради која загинаа 80 македонски војници во 2001. Зоран Заев е човек кој кога оди во Бугарија вика ние сме един народ. Зоран Заев е човек кој кога оди во Србија вика Косово е срце Србија. Така да не се сомневам дека Зоран Заев кога ќе оди во вилата на Водно, ако стигне до таму, ако дојде тој ден да оди таму, ќе каже, ќе потпише се што сака, затоа што ја знаеме неговата нара. Особено ми се допадна оној дел од барањето на председателот, кој што вика, нели, гаранциите ќе се за зајакнување на унитарноста на државата. И веќе имаме доказ дека тиранската коалиција зајакнува унитарноста во државата. Прво го прекрши уставот, за да пробаат да го изберат Тала Џафери за председател и направија слободен државен удар. Понатаму ја зајакнаа унитарноста со знаменцата албански во канцеларијата на Тала Џафери. Честитки. Ја зајакнаа унитарноста со книгата Провокација за македонците и сите други етникуми во која што се опишува голема албанската држава, прва во редот на бирото на господин Тала Џафери. Ја зајакнуваат унитарноста на државата во последниот период. Ја зајакнија со тиранската платформа унитарноста. Цело време ја зајакнуваат. Сега, и покрај тоа, председателот на Република Македонија останува на ставот дека така наречената тиранска платформа ниту било кој друг акт спротивен на уставот не може да биде услов и за формирање на влада. Да повторам уште еднаш, председателот Иванов вика дека ниту еден акт кој го прекршува уставот не може да биде основ за формирање влада. Па поголем акт, фала Богу, е облечен, ама од Тала Џафери има ли поголем неуставен акт во оваа земја? Вратете му ги писмата кои ви ги праќа. Не станувајте дел од проблемот, почитуван председателе Иванов. Денеска мораме малку сега да информираме и за обидот за избор на председател Тала Џафери, да не биде дека не сме конструктивни. Денеска, например, имаше средба со албанскиот амбасадор господин Река. Полека, да ви објаснам само. На средбата помеѓу Тала Џафери и Река имаше едно македонско и едно албанско знаме за гостинот. Вчера имаше завчера средби со Тимоние, французинот имаше македонско и француско знаме, а со Бели кога имаше средба имаше македонско и американско знаме. И кога се поправа, да, кога седи со други амбасадори, има едно македонско и едно знаме на гостинот. А кога е сам си става две албански, бидејќи знаете зашто. Така ја зајакнува унитарноста на државата.
А иначе амбасадорот на Република Албанија, господин Река, рекол дека со изборот на Талат Џафери се стабилизирала политичката состојба во Македонија. Јас би го замолил господинот Река да не стабилизира толку неговата држава со тиранските платформи, со изјавите на Месила Дода, со прогласување или риди и така натака. Не мора да не стабилизираат воопшто, нека си водат рачун за нивната држава, нека не мудруваат многу за овде за оваа држава, нека не бидат циници, нека не бидат злобни, нека водат рачун за оно што го говорат. Уште една работа. Разни невладини пајташи експерти проопозициони денеска почнаа да шират една теза дека нели она иницијатива за предуставен суд за која што зборуваме, Уставен суд викаат тие, не може да се произнесе по таква иницијатива затоа што измислуваат причини во член тој стои тоа. Без да навлегуваме во членовите, јас не сум уставен експерт, има кој е уставен експерт. Сакам да ги прашам, зошто сте уплашени од изјаснувањето на уставен ако се било легално? Зошто бегате како ѓавол од лук од тоа уставниот суд да е толкова уставноста на онаа лакрдија која ја направивте внатре на 27 април? Најдобрата формулација беше уставен не бил надлежен да цени дали уставот е прекршен. Јамајката, експертиве соросоидите се надлежни да кажат дали уставот прекршен или не. Знаат дека се огрешили, може да бегаат од правдата, ама ќе ги стигне. Уште еден експерт за уставот, Артан Груби се вика, денеска изјави на прашањето за иницијативата пред Уставен суд, цитирам, не може да се оспорува волјата на мнозинство граѓани на Македонија и мнозинството пратеници. Види Артан, почитуван господине уставен експерт Артан Груби. Кога се работи за волјата на мнозинството граѓани на Република Македонија, дали може да се оспорува или не може да се оспорува твојата теза? Македонија има запишани 2.400.000 гласачи со право на гласа 1.800.000. Дури и 700.000 да гласале за вас, 1.100.000 не гласале за вас и тие се мнозинство. Прво да се договориме тоа. Второ, од тие ваши 700.000, добро знаеме дека ниту еден не гласал за тиранската платформа. Да не се правиме наивни, да не се правиме недоверни, да не се правиме, да не речам будали. Ама ако сакате ќе се правиме. Не може да се оспори волјата на мнозинството пратеници. Во ред, точно, ама и тоа како може да се оспори процедурата преку која што мнозинството пратеници, кршејќи 1 километар точки од уставот, деловникот и законот за собрание, се обида да изврши државен удар и да избере, да легализира една дивоградба. Нема да им пройде.